Добре дојдовте на Слободен печат. Петок 13 и започнуваме со поинакви вести. Израел го нападна Иран и прогласи вонредна состојба. Израел започна невидени напади врз Иран, насочени кон неговата нуклеарна програма и високи воени лидери, во напад за кој премиерот Бенјамин Нетањаху рече дека ќе трае со денови. Нападот го турка Блискиот исток во нова неизвестност, зголемувајќи го ризикот од регионална војна, додека Израел се подготвува за иранска одмазда. Израел соопшти дека прогласува вонредна состојба во очекување на напади со ракети и беспилотни летала од страна на Техеран. Хосеин Салами, командант на иранскиот корпус на револуционерната гарда, беше убиен во израелските напади рано изутринава, што го прави највисокиот ирански функционер убиен во нападот. Кој е убиениот командант Хосеин Салами? Тој беше еден од најмоќните луѓе во Иран, кој им се закануваше на Америка и Израел дека ќе ги отворат портите на пеколот. Салами се приклучи на револуционерната гарда, моќен огранок на вооружените сили на Иран во 1980 година, за време на иранско-ирачката војна. Тој стана заменик командант во 2009 година, а 10 години подоцна стана командант. Тој со задоволство ја прифати можноста за воен конфликт со Израел и САД. Само еден ден пред нападот, Салами изјави дека Иран е целосно подготвен за сите сценарија, ситуации и околности, пренесува BBC. Иран возврати на нападот. Иранските сили лансираа околу 100 дронови кон Израел. Армијата работи на нивно пресретнување, соопшти израелската војска. Нападот ги зголемува тензиите околу напорите на САД да обезбедат согласност од Иран за запирање на неговата нуклеарна програма. Членките на Обединетите нации доцна вчера вечер по македонско време со големо мнозинство ја изгласаа резолуцијата со која се бара итен прекин на огнот во Газа, ослободување на сите заложници кои ги држи Хамас и неограничен пристап за испорака на итно потребна храна за 2 милиони палестинци, кои поради израелската агресија живеат во ужасни услови. Гласањето во Генералното собрание, во кое има 193 членки, заврши со 149 гласа за, 12 против и 19 воздржани, меѓу кои беше и Македонија, која покрај Албанија е единствената земја од регионов што не гласаше за резолуцијата. Исходот на гласањето беше поздравен со громогласен аплауз во салата. Документот подготвен од Шпанија, меѓу другото, најостро го осудува изгладнувањето на цивили како метод на војување. Продолжуваме со домашните случувања. Апсењето на полицајци за трагедијата во Пулс продолжува. Вчера повеќе од 10 полицајци и поранешни началници на полицијата од Кочани и Штип се уапсени во акција раководена од ОЈО како осомничени за пожарот. Дел од нив се началници кои биле на функција во март, кога се случи трагедијата. За случајот веќе се осомничени повеќе поранешни полицајци и полициски функционери, како и екс-градоначалниците на Кочани и раководители на повеќе државни институции кои се надлежни за издавањето на лиценцата за работа на импровизираната дискотека. МВР извести дека се поднесени 3 кривични пријави за различни временски периоди. Денеска ќе се знае одлуката за Пулс. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски и обвинителскиот тим кој ја води истрагата на основното јавно обвинителство Кочани денеска ќе одржат пресконференција за досегашната постапка во овој предмет и донесената јавно обвинителска одлука. Зошто МВР ја одзеде лиценцата на Рубикон што го чуваше Пулс? Незиниот таен собственик Александар Нацев е во 30-дневен притвор и е осомничен за аспекти од трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, каде обезбедувачи на Рубикон биле присутни ноќта, ама без да имаат склучен договор со нелегалното кабаре. Нацев, инаку барем во блиското минато, бил член на ВМРО ДПМН со оглед на тоа што од 2017 до 2019 година од партиската говорница држаше пресконференции со сериозни обвинувања дека полицијата дозволува наркобандите да дивеат во Македонија, дека тогашната влада спроведувала коруптивни тендери на принципот
€1 за вицето, дека МВР тогаш било нефункционално и селективно, а државата небезбедна поради пресметки на мафијаши. Министерството за внатрешни работи донесе решение за одземање на дозволата. Истата е врачана и од страна на правното лице Rubicon Security Solutions. Е вратена дозволата за обезбедување во вид на давање услуги, физичко обезбедување. За истото е известена и Комората за приватно обезбедување на Македонија, врз основа на што фирмата не може веќе да ја врши дејноста приватно обезбедување, велат од МВР во одговор на прашањата на Слободен печат. И денеска пречекуваме гости. Овој пат министерот за надворешни работи и трговија на Унгарија, Петер Сијарто, пристигнува на работна посета во Македонија. Негов домаќин ќе биде неговиот колега министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Си купил стан во зграда, а не можеш да паркираш. И тоа е можно во Скопје. Од 3 влеза на паркингот пред зградите на Урбан Гарден, ниту еден не е достапен. Возилата се оставаат по околните улички. На едниот влез на паркингот од неодамна се поставени заштитни столчиња, а на другите 2 влеза има рампи, кои ниеден од станарите нема можност да ги подигне, освен вработените во фирмата управител. Зошто и со кое право на станарите не им се дозволува пристап? Нема логично објаснување. Дел од жителите на комплексот згради Урбан Гарден, кои немаат купено гаражно место во подземните гаражи, како и вработените во фирмите што функционираат во приземјето на зградите, веќе 2 недели не можат да влезат на отвореното и уредено паркиралиште пред зградите и возилата ги оставаат каде што ќе најдат место на околните улички. На крајот од минатиот месец екипи на јавното претпријатие Улици и патишта поставија заштитни столчиња во должина на тротоарот покрај булеварот Трета македонска бригада, со што затворија еден од влезовите на паркингот, како што велат од безбедносни причини, затоа што на паркиралиштето се влегувало преку пешачки премин. Нов удар за пушачите. Се очекува екстремно поскапување на цигарите. Европската комисија подготвува нова директива, што би можела значително да ги зголеми цените на цигарите и другите тутунски алтернативни производи од никотин низ цела Европска унија. Целта е да се намали инциденцата на рак и оптоварувањето на здравствените системи. Според нацрт документот од 196 страници, во кој има увид германскиот Билд, Брисел ги повикува земјите членки значително да ги зголемат даноците на тутун. Комисијата предлага нивото на данок да се прилагоди на економската сила на секоја земја членка. Ова значи дека побогатите земји, како што е Германија, би можеле да почувствуваат посилен удар. Според проценките на Европската унија во Германија, каде што кутија цигари чини околу 9 евра, данокот на тутун би се зголемил за дури 20%, што би значило дека кутија цигари би поскапела за околу 1 евро. Сепак, мерките не се однесуваат само на традиционалните цигари. Тие ќе ги опфатат и така наречените нови тутунски производи, вклучувајќи електронски цигари, загреан тутун и никотински кесички. Замислете да се случи авионска несреќа и вие да бидете единствениот преживеан. 40-годишниот Висваш Кумар Рамеш од Британија, кој бил во Индија со неговиот брат, е единствениот преживеан во вчерашната трагедија во Индија. Моментално се наоѓа во болница со лесни повреди. Според многумина, вистинско чудо е како британецот преживеал, па и тоа со минимални повреди. Тој седел на седиштето 11А, веднаш до излезот за итни случаи. Авионот се скршил на 2 дела и британецот бил во предната половина, додека на задната избувнал пожар. Неговиот брат седел во истата редица, но на другиот крај, но тој не преживеал. Експертите велат дека седиштето на кое што седел преживеаниот британец обично не е најбезбедното, па повеќето се согласуваат дека тој навистина имал среќа. Процените за тоа кое седиште е најбезбедно се прават според анализи на авионски несреќи. Според овие анализи, средното седиште во задниот дел на авионот е најбезбедно во случај на авионска несреќа. Тој успеал самиот да излезе од авионот пред да биде однесен во болница. Колумбиската полиција откри вознемирувачки нов метод на шверц на дрога.
Во јавен автобус во Кали, полицајците уапсија 27-годишна жена, која користела лажан труднички стомак за да прошверцува 5600 поединечни дози кокаин. Според полицискиот извештај, осомничената носела реална протеза од латекс дизајнирана да изгледа дека е труднички стомак. На прв поглед се изгледало нормално, но при рутинска проверка форензичарите се посомневале дека протезата е со неприродна форма. По детален увид внатре пронашле дрога. Ова не е прв пат да се користи овој метод, соопшти полицијата. Македонска филхармонија вечерва во градскиот парк ќе го одржи традиционалниот летен концерт, годинава насловен Фантазија, инспириран од безвременските анимирани класици на Дизни. Концертот ќе се одржи со почеток во 20 часот и 30 минути, а диригент на вечерта ќе биде британецот Тимоти Редмонд. На програмата се музички теми од анимирани филмови како Маличката сирена, Убавицата и ѕверот, Херкулес, Покахонтас, Аладин, Книга од џунглата, Снежно кралство, Кралот Лав, Приказна за играчките, како и делови од анимираниот класик Фантазија, од каде е преземен насловот на концертот. Концертот ќе биде визуелно збогатен со видеа од филмовите и специјално светлосно осветлување, со што, како што велат од Филхармонија, публиката ќе ужива во незаборавно мултимедијално доживување под звезденото небо. Настанот е наменет за широка публика од љубители на класична музика до семејства со деца. А од Филхармонијата порачуваат дека музиката од овие филмови не знае за возраст, таа е вечна. Нема да се сложам дека не по секоја цена, во секој еден проект, убава жена дека мора да се соблече. Не. Да. Меѓутоа, ако е во функција, ако е тоа оправдано, голотијата е најневажното нешто што може да се покаже. Да, треба да си ослободен. Тоа е наша професија. Ние треба да покажеме многу повеќе голотии. Не само таа. Ако го издржано, апсолутно ја поддржувам, затоа што ние сме актери и ние мора едноставно да покажеме тоа што е важно за одреден лик. Имаше еден колега, викаше, вика, сите сакаат, вика, глумици, девојки, нека да ги жени. Сакаат да се пофалат у една фаза од животот, една друга. Меѓутоа, стварно не е лесно уметникот да има партнер кој што не разбира едноставно што работиме ние. Гледавте уште едни поинакви вести, повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk.